Добар ден и среќен ден, Владо Павлов. Една битка која траеше повеќе од 20 години во поглед на македонизамот и во поглед на сето оно што го правевме како македонци сите вие заедно со мене, се докажа дека некој тоа го злоупотребувал, се докажа дека воопшто не го интересирал, се докажа дека имаме еден исти ментор, еден исти татко на десните и левите. А тоа е доказ дека нивниот татко, како римската волчица, е Киро Таушанов Глигоров. Затоа и молкот пред сите наши докази и аргументи дека истиот тој имал за цел да го уништи македонскиот дух од поново време и под капата на коси удба која што е негова и извршителите да си направи свој самонаречен атентат, а всушност атентатот е врз македонците од ВМРО ДПМН во 90-те години, кои што не сакале никаква поврзаност со северниот сосед Србија. Денес објавив неколку слики кои што се поврзани со Србија и како Скопје од касаба стана град, од најголемите полтрони и потрчковци на кралството на СХС, за краля и отачбини, преку мијатот од Тресонче Мијајловиќ или Мијајлов, како сакате кажете го, каде што Скопје 39 или 1939 беше идентично како денес, само со споменици од крала и отачбине и поврзаноста на истите тие до ден денес со Србија, а се удараат во гради како најголеми македонци, секако дека му слугувале на таткото, на волчицата, на старецот, и се и кај десните, и кај левите. Тоа е еден увод зошто премолчувале за сето оно што го правеше Владо Павлов, зошто на гроб денес имаме стамбен комплекс Алекс. Алекс не е бутик Александар, затоа што друг стои и тој знае дека јас знам дека влашкото лоби од Ново село Шчипско стои позади сите овие сценарија за заткривање на вистина со кои што ние ќе го доживуваме денес ова што го доживуваме, и на крајот последниот ќе вели дека многу го жежи, дека многу го печи и дека многу го боли. А истиот тој не сака да покрене никаква иницијатива, а е обавестен, и не сакам пораќите да ги представувам, тие се помеѓу мене и него, и неговиот молк
пред атентатот самонарачан, а кој од ВМРО ДПМН нели, ќе каже дајте да покренеме иницијатива и основоположникот кој што ја воскреснува повторно српската секта која што била на овие простори, а тоа е Црна рука, да ја исече и нејните крила да ги острани. Исто како свеќето на животот помеѓу две афионски чушки, кои што ни потврдуваат и докажуваат за Македон, дека е син на мајката Афион, дека е син на мајката од грчката митологија позната како Деметра, од нашата како Зара, истата она која што имаме со афионски чушки. Тој е доказ за прапочетокот со Деметра. Според грчката митологија, дека е мајка на целиот постанок на светот и каде што не случајно Македон го зима името, а тоа е помакот, по афионските чушки и по сето она што значи денешна Македонија, која што нормално повеќе од јасно е зашто им смета на целиот свет, на Вавилонската блудница која што е создадена од Англо-Америка, а позади Англо-Америка стојат арапските семити и хазарите, ционистите, језуитите и кој ли не, затоа што ако не постои она што вие го знаете како Македонија, нормално е дека и понатаму ќе постои Израел на темели на денешна Македонија, ќе постои Грција на темели на денешна Македонија, а новите газди, така да кажам, на Грција, на Брисел, се браќа на Израел. И затоа кога најупорни бевме со за и бойкотирам, последниот премиер кој што бойкотираше, а тој пред него кој што велеше за, уште еднаш одигра смислено играта на уништување на Македонија, колку и да се кријат, колку и да ги боли, ама македонци мои, тоа е вистината. Се додека едните ние се караме за десните, другите за левите, веруете ми, така ќе живееме. Ќе живееме во лабиринтот на Минотаурот и ќе чекаме кој е следен што ќе биде запален во бикот и кој што ќе биде испечен како пилињата кои што се печат, а многу добро ви е познато каде. Значи, на сето она предупредување кој што го прави од 20 години, никој не застана во одбрана на Македонија, никој не застана во одбрана на сето она што го правевме, па и ден денес е така. А зошто е така? Затоа што ќе се растури еден владеачки систем, една владеачка политика која што трае 2000 години, а јас би рекол повеќе, една политика на кој што Рим претходно се бори цела една ера голема да дојде на Балканот и успева во тоа и да се одмзди на своите браќа поради Тројанската војна и протерувањето на
дарданците на ЕНС и неговите блиски соработници кои што преку Калемегдан, преку Кнез Михајлова, како сакате кажете, преку мостот кој што го дели Стари и Нови Белград и продолжувањето кон Војводина, преку Романија и пристигнувањето во албански планини во Рим. Каде протераните дарданци од денешно Скопје, од Јолк, од Белград, од Авола, од Медвеđе, од Прешево, од Косово и Метохија, ја прават нивната престолнина после уништувањето на Тројанската војна. Ја прават на територија на денешните албанци. Матичната држава на денешните албанци е Италија. Тоа се албански планини, денес познат како Апелинскиот полуостров, и каде што започнува создавањето на древното Римско царство во време кога започнува и создавањето на македонската нација. Ово уточиште им го даваат денешните албанци или салбањани, каде што најстарата престолнина на Рим е местото Гондолфо, од каде што се владее со цел свет, каде што живее црниот папа и дворецот Гондолфо. Овој дворец доаѓа источно од Ватикан, негде околу 40 километри. И точно Гондолфо бил престолнина на древниот Рим најстара, тоест на дарданците од Скопје, Медвеđе, Прешево, Белград, Косово, Тетово и Метохија, и на албанците кои што живееле на албанските планини тогаш, и истите кои биле номади, пастири кои што чувале стока, одгледувале стока. И ова поврзаност помеѓу нив и овој дел е било уште од времето кога Хермес Меркур, Кастор Полукс од митологијата, кренуваат за ослободување на Прометеј на денешен Кавказ, каде што се водат најжестоките битки помеѓу Русија и Украина, или позната како Овното руно. Споредните работи на тогашните македонци, всушност пајонци, кои што живееле на ова тло, заедно со перхебите, енхелејците, јасионците, ги вршеле албанците. Значи, во овој поход кон Кавказ се приклучуваат и денешните албанци, кои што ги вршат споредните работи и логистика. Знаете, нели, дека треба исхрана, треба млеко, со оние кои што се приклучуваат за ослободување на Прометеј според митологијата и Овното руно. Дел од албанската популација останува на Дагестан, Казахстан, каде што истите тие се затечени на десната страна во битката на Иса со фалангата и со војската на Александар Македонски. Дел од нив подоцна во времето на Владислав, каде што има војна, после смртта на Самуил, на овие простори
доаѓаат да ги потпунуваат византиските сили. И нормално, византиските сили и тие се браќа. Гегите и тоските. Но со кого се бореле византиските сили во тој временски период во 1018 година за да ги потпунат и да помогнат на нивните браќа византијци? Се бореле со македонскиот народ. Како што било и за време на Линденското востание, како што беше и во 2001, и не дај Боже да имаме и второ полувреме, пак ќе биде идентично исто. Македонците секогаш губиме поради тоа што не свативме дека власите и албанците се браќа по крв. Не свативме дека во 2001 најпресно имаме влада влашка, а имаме агресор брат нивен. Како во времето на Самуил и на Василий, како во времето на Прва и Втора светска војна, секогаш ние македонците влегуваме и се бореме за други и туги интереси, а не и за Македонија. И затоа на крајот на документ ние губеме. Што сакам да ви кажам се тоа? Со се тоа сакам да ви кажам дека најголеми помадари, најголеми измеќари, најголеми слуги на албанците и власите на територија каде што живееме и твореме 8000 и повеќе години сме ние македонците. Зошто? Затоа што некој измислил десни и леви и како браќа и сестри вие секој пат да се карате. Може би боли, може и криво, али веруете ми дека ние сме најголемите помадари за други и туги интереси, а не и за Македонија. И затоа овој дуалитет на браќа од власи албанци нон-стоп ќе владеат и нон-стоп нас ќе не користат да бидеме нивни слуги, нивни измеќари. Како тоа што биле албанците измеќари на нас и ги вршиле сите споредни работи пред Тројанската војна, каде што Јадранско и Јонско море не постоело и Италија била на местото на денешна Албанија, Црна Гора, Хрватска и така натаму и така натаму. Од тука и поврзаноста на овие два народа. Што значи дека албанската популација од албански планини Италија ја има е турската крв. Оно што ни го наметнуваше Аристотел Тентов, дека ова писмо е македонско, а всушност писмето е турско. И така овие се изгубија сега со геоглифот, со бункерот. Започнаа со Дзе, со Дзеус, тоа било Дзе. Па потоа продолжија со Касиопеја, огледалце кој е најубавиот на светот. За да денес завршат со едно мое писание во тој временски период кога беше жив и Ниче Димовски и Аристотел Тентов, кои што се актери на геоглифот. Им пишав дека таа буква која што вие ја правите со плугови нема ни Дзе, ни Дзеус, туку таа буква е Мем и е од старото етруско писмо кое што е искористено од Кирил и Методий со мала пренамена да имаме денес кирилично писмо, а со цел нашето кујне да биде уништено. Нашето кујне всушност е налик на арапското писмо кој што денеска ни е присвоено
или многу поблиску до Авеста писмото, исто така плоча со наше писмо украдена од увора довлечени заедно со плочата за Македон и цвеќето на животот кој што го символизираат најстариот Ерусалим во светот, а тоа е денешно Кочани. Сега ќе ви се со документи и со факти ќе продолжиме да ви објасниме на друга вистина, за кој што мораме најпрво да се вратиме кај Македон. Мора да знаеме дека Македон бил цар на тракијците, на пајонците, на јасонците, или во превод Македон е наш родоначалник. Неговата прва територија е територијата на Деметра, каде што се правеле најстарите прослави во чест на Ксантика, во чест на пролета, во чест на мајката, всушност Деметра. Прослави кои што денеска се присвоени од масоните и ги злоупотребуваат со давање на жртва, а додека символиката е афионот кој што се крие вешто, затоа што преку макот е афионот ќе дојдеме до вистината за Македон и земјата на мајката негова, на Зара или на Деметра, која што е Матеа. Па и самото име Матеа го кажува дека се работи за мајка. А мајката секој пат има заштитен символ, а тоа е афионот. И токму таа мајка е најстарото божество на македонците, каде што, ако верувате дека геоглифот е всушност храм на мајката земја, а сите тие работи кои што ги прави со помош на Ватикан и со помош на евреите од Тексас и нафтените компании, а подучени од оно што Владо Павлов го пишува 20 години, пред очите на сите вас, молчеливи македонци, слуги на браќата по крв власи и албанци, каде што божество од прв ред е ова мајка која што ги држе афионските чушки. Во Египет таа е препознатлива како Изида и символиката нивна им е матицата. Добро знаете вие дека на мојата прва книга Вистината за Македонија поврзана со гробот на Александар Македонски го имаме ликот на Филип и имаме таа стара кварцна плоча која што нема исклесано, туку има во калап на принципот на топење и лиење изработено матица кој што ја символизира мајката земја. Вториот доказ е цвеќето на животот. Тоа е божество од први ред, каде што треба да го поврзуваме со Александар, како и Македон, како и Исус. Сите тие потекнуваат од еден заеднички прататко и од една заедничка прамајка која што ја имаме како Деметра, а во египетската митологија Изида и е поврзана со преку символиката на матицата, идентично на она што го имаме пронајдено во Кочани. Овие докази, доколку не е битно дали са леви или десни, дали бил Зоран Заев, дали бил претходно Никола Груевски, дали бил денес Христијан Мицкоски, Тино, ако ние ги отворевме и ако ние работевме, ние ќе ослободевме цела Европа од заложништво на овие арапски семити. Затоа што територијално
Европа е земја на келтите и галите. А тие се браќа на илјадите. А додека оние кои што од арапскиот свет или од степските предели на Русија, преку и турците, како рашени, пред 2000 години дојдоа на Грција и ја создадоа Атина. Нормално е дека денес тие ќе го злоупотребуваат македонизмот и ќе сакат да бидат македонци, затоа што поимот на Искандер во Куранот е многу голем, како и Иса, идентично како Александар и Исус во христијанскиот свет. И нормално е дека ова темна сила, Антихрист, ќе го користи се оно што е македонско, а сите овие десни и леви се служители нивни. Значи, Вавилонската блудница Европа им ги купила душите, им ги направила черепи и коски. И вие чекате од овие примери некој да ви помогне. Тоа е абсурдно. Тоа е невозможно. И затоа ставив на Бог и Армагедон. Бидејќи знам кој е Македон, бидејќи знам од каде започнал, бидејќи знам дека тракијците се приклучуваат пред јасонците, а јасонците живееле на територија на денешна Егејска Македонија како што ни е представена, а всушност Егејска Македонија е Матеја. Територија каде што живееле најхрабрите, најсилните и личната гарда на Александар Македонски и на Филип, и од кој што потекнуваат и самите тие, а тоа се агријанците и агријанија. Веднаш под древната Орбела или денешно Осогово. Ова се докази, ова се аргументи, а плюс имате и докази од оно што ни украде Увара Довлочени, под капата на едни исти играчи, под капата на едни исти служители кои што служија и на случувањата со дискотеката Пулс, од стилот да бидам виден како што видат, да бидат виден, кабатлија како што велат битолчени. Денеска нема да бидам виден, денеска биди ротари и ќе бидеш виден. Па така тие ротари беа умешани и со Владо и со Пулс. А јас ќе со име и презиме ќе ви ги представам сите, од Основен суд Кочани, преку обвинители, преку извршители, преку нотари, преку извршители од Увара Довлочени, каде што дел денеска се разболеа, наболување се, а не беа наболување да видат што се случува со Пулса и беше работа, а не беа наболување кога викнаа против пожарна да го вади овој клучен доход за Македонија, за Македон, за нестариот Ерусалим. Сега сме на болување. Затоа не ми се допаѓа идеологијата на Тино, бидејќи има советници кои што колку и да е вреден тој, тие ќе го соблечат гол. Ја бев првиот кој што го најавив неговото доаѓање. И не се приклучив на ВМРО ДПМНЕ тогаш. Бев првиот кој што го најавив доаѓањето на Зоран Заев. Не се приклучив. И паѓањето на Никола Груевски кога беше у најголема моќ. Му пишев дека ти си канцер и ќе метастазира ВМРО и ќе биде уништено. И ќе дојде Зоран Заев на власт. И да не знам кој ќе дојде друг. Знам дека ќе паѓа се повеќе и повеќе Мицкоски. И то не поради него. Поради тие околу него што не знаат што да прават, да си ги оправдат дупињата и да си ги задржат нивните столици. Затоа Македонија била силна на времето со Филип и Александар. Затоа што имала совет на мудрици, кој што е сака на Македонија. А не вакви советници кои што ги има Тино,
кои што Македонија сакат за поголем джеб да направат, за джеб да имат до колена. Па ќе го манипулираат. Дај тие Хирмелини да не ги дадеме старо железо. Па ако требало Хирмелино да биде за противпожарна, ќе бил таму. Се знае зашто го користевме Хирмелино. Тој што го измислил БТР-от, не го измислил за требало да биде противпожарен. Значи, утка од оној кој што те советувал Тино. Оној кој што ти даде да се мешаш во работите на Бог. Исто утка. Овој кој што манипулира споменик да прави за овие дечиња. Исто утка. И треба да бидеш пророк како Владо Павлов, за да знаеш дека полека се руши за најкраток период митот на Тино. И то не поради вина негова, ама и негова, затоа што нема тим. Истите оние кои што се поврзани со Србија, со кои што почнав ова вклучување во живо, кои што го правеа Скопје од Касаба, каде што едниот му е најблизок од Охрид, тие до ден денеска се поврзани со Србија. Го е гаеле тој за Македонија. Тој го пушташе кумашенчето негово у времето на Никола Груевски да спие овде кај мене, да собира информации да му дава денес во Словенија. Како тоа што го правеше Левчето со Груевски. Значи сите поминаа, сите ги видов. И затоа Македонија ќе воскресне како Армагедон, бидејќи овие немат капацитет да го направат тоа. Знам дека ќе се руши митот и нова ВМРО ДПМН е со Мицкоски. Ама ќе останам достоен на мојата идеологија. Нема да одам онаму каде што доваѓаат други. Нема како што не отидов кај Мицкоски, како што не отидов кај Зоран Саев. Затоа што Македонија не ми е на мене поврзана преку материјалното. Како што некој сакаше да ме опише на времето пред сите вас за тендер повеќе. Али тоа си е ваш проблем. Едино нешто што Владо Павлов може да одлучи да прави е Кочани. Сакам Кочани да биде оној град кој што бил во мој временски период, каде што сите ние живеевме како браќа и сестри, каде што шетавме по Корзо најпрво, а потоа одевме по кафики, во најстарите кафичи Чарли, Сан Ремо, на убавата дискотека која што имавме тогаш. Се сеќавам на Чочи и на Доди со трски. Потоа кога видела колку пари прават овие дечки, колку групи донесоа, одма трчеше водовод да го земе. Да нема и овде некој такво сценарио кога гледат како се прават пари од дискотека, па да направиме ние општинска дискотека, како што направија тогаш водовод со дискотеката на Базентот. Тоа беше време за Кочани, каде што цела Македонија доаѓаше во Кочани. Каде што помина безброј музиканти, како Бајага, Рибја чорба, Прљаво казалиште, Забранено пушење, да не споменувам. И каде што сите уживавме како браќа. И вината е наша, што дозволивме некои дојденци да ни го уништат градот. Воопшто не ме интересират и десни и леви. Да не се занасат и тие со Владо Павлов. Уцените кои што ми ги прават цело време не може да ја упалат. Единствено нешто што можам да покренаме само Кочани.
бидејќи многу добро знам кои се учесниците во уништувањето на градот и кои се тие што сакат да прават со градот. И кога одлучам, ќе ви кажам, моето мото ќе биде доста е, довлочени, ајде кочани. Некој ќе каже дека треба да биде Супермен да го реши сето тоа. Не мора да биде Супермен. За да се врати кочани што било кочани, во тој временски период кога ние растевме, најпрво треба увара довлочени да стане увара кочани. Под капата на кочани, не под капата на Шчип, на влачкото лоби. А потоа едно по едно ќе средуваме. Ние ќе си ја средиме нашата работа. Не мора ни Скопје, ни Точковски, ни Штип. Ние ќе бидеме супермени. Ние ќе ги решиме сите оние кои што правеле злодела кон овој народ кочански. Кои што работеле за урбаната мафија, каде што се уништени домови за да прават стамбени комплекси, каде што се уништени локалитети за градење на стамбени комплекси. Ние ќе бидеме први што ќе направиме потекло на имот на судиите. Таа шифра, по некој друг основ, 50.000 кај Хари Костов, по некој друг основ 60.000 евра у НЛБ, по некој друг основ 100.000 евра. Ќе заборават судиите во Основен суд Кочани. Не Ротари,